Со десетина реализирани проекти од непосреден интерес за граѓаните, општина Зрновци го пречека годинешното одбележување на Митровден, празникот на општината. Во славеничка атмосфера, кога во салата на Домот на културата во Зрновци се собра броен народ, градоначалникот Станков, истакнувајќи ги реализираните проекти до денот на општината, истакна. Проектот за изградба на регионалниот пат Видоиште-Теранци беше еден од главните приоритети на општината. Овој пат е целосно изграден и веќе можеме да кажеме дека општината има уште една сообраќајна алтернатива која не поврзува со магистралата Кочани-Скопје. Еден од проектите во програмата на општината беше регулација и уредување на речното корито на Морешка река. Овој проект е целосно реализиран, речното корито е изградено и како прилог на реката се изградени 3 пешачки моста и 1 мост за секаков вид на возило. Во насока на задоволување на потребите на верниците и негување на верската традиција, општината се заложи за целосно завршување на црквата Свети Тројца во село Мородис и црквата Свети Климент во село Видовиште. Од неодамна и општинската зграда доби нова термичка фасада и промена на старите прозори и врати. Објектот во целост ги исполнува условите во поглед на термичка и звучна изолација. Вложувањата во инфраструктурата се од витално значење за општината. Битен фактор е да се има ефикасна, сигурна патна инфраструктура, бидејќи таа ја олеснува и поттикнува мобилноста на луѓето и стоките. Пред општината стојат уште многу нереализирани проекти кои, како што истакна градоначалникот Станков, ќе бидат решени до крајот на оваа и во наредната година. За нив се обезбедени финансиски средства. Изградба на фекална канализација во село Мородис со цел решавање проблемот со одведување на отпадните води, подобрување на комуналната инфраструктура и заштита на животната средина. Изградба на 2 моста со широчина од 5 метри на Видовишка река во населено место Видовиште, со овие 2 моста на граѓаните во Видовиште им се овозможува непрешно и безбедно поминување преку реката и за прв пат решавање на многогодишниот проблем со цел подигнување на квалитетот на нивниот живот. Регулација и уредување на речното корито на реката Зрнов на втора фаза, изградба на крак од улица Генерал Апостолски и крак од улица Скопска, која се протега сега со дипломиот локален партија поранешен воен. Грижата за децата останува да биде во фокусот на нашата посветеност. Децата заслужуваат одветна грижа и заштита, а процесот на социализација е необходен за правилен раст и развој. Една од инвестициите за сигурна идеја за младите генерација и изградба на детска градина во село Зрновци. Инаку празнувањето на 8 ноември Митровден започна во саботата вечерта во црквата Свети Димитрија со вечерна богослужба и вечера за верниците, а продолжи утре дента во недела со празнична златоустова литургија на која присуствуваше броен народ. Празничниот ручек на кој присуствуваа голем број на верници и гости го организираше општината Зрновци. Празнувањето заврши со културно-уметничка програма во Домот на културата во Зрновци, во која настапи оркестарот на Дикато Бенд и Сузана Спасовска, која не подсети на нејзините најнови, но и постари популарни хитови.